Ве повикавме денес овде на оваа пресконференција во името на 16 организации кои што до овој момент застана зад оваа иницијатива. Времето беше кратко, роковите и динамиките на собранието овие денови не газат. Иницијативата останува отворена и сите нови организации кои што ќе се придружат ќе бидат објавени. Значи денеска зборувам во името на овие организации подпишани под ова барање кое што сега ќе го доставиме до председателот на собранието и до групата пратеници кои што се предлагачи на предлог измените на кривичниот законник. Сакаме, бараме поточно итно повлекување на точката од денешната седница во 15 часот. Точката со која што треба да се направи промена на кривичниот законник со кој што сметаме, особено некои од членовите во законот, ќе овозможат дел од обвинетите или најголем дел од обвинетите во случаите на специјалното јавно обвинителство да имаат намалени казни или нивните казни, односно обвиненија да застарат. Тој факт не вознемирува многу. Целата борба во изминатите 3 години се водеше од премисата дека во оваа држава мора да има правда за да има мир. Очигледно ни се повторува она што го имавме и со претходната власт и граѓанските организации се многу огорчени од овој чин на политички преговори и манипулации во заден час пред истокот на старата година да се прават вакви измени. Сметаме дека е неприфатливо кривичниот законник да се менува по скратена постапка и сметаме дека е неприфатливо да се прават било какви промени на овој и на други закони со кои што ќе се оневозможи правдата и со кои што принципот на неказнивост и амнестирање заради криминал и корупција ќе продолжи понатаму. Баравме средба со председателот на собранието утрово во 12 часот, испративме и официјално барање за средба. Ни беше дека заради набиената агенда на собранието нема да бидат во можност да излезат во пресет на нашето барање и да се состанат со нас денеска, па така ова барање за итно повлекување на точката од дневен ред ќе го доставиме сега преку архивата на собранието.